Добар ден, почитувани, го следите магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Има многу митови поврзани со негата на бебето. Не е невообичаено да слушнете дека бебето што плаче треба самостојно да се смири или пак дека гушкањето треба да се избегнува за да не се размази бебето. Родителите со прво дете често се соочуваат со проблем кога ќе се најдат меѓу два огна. Од една страна со советите на постарите, оние со поголемо искуство, а од друга страна со лекарите. Денеска ќе се обидеме да разрешиме дел од вообичаените митови што може да се слушнат или прочитаат за малите бебиња. Разговараме со примариус доктор Марина Поплазарова, педијатар. Разговорот следува веднаш по рекламите, а секако ќе имате можности вие да се вклучите со ваши прашања. Останете на Телма. Има низа убедувања и методи за нега на бебето што се пренесуваат со генерации, а обстојуваат бидејќи се верува дека се точни. Родителите сваќаат дека постојат многу спротивставени ставови и дека лесно може да се загубат во морето од совети, кои обично не се подкрепени со научни факти. Одлична вест е што од неодамна Роса реализираше проект во кој собра на едно место повеќе експерти од различни области со цел да им се овозможи на родителите да добијат одговори од прва рака и кои ќе им бидат достапни во секое време. Под името Роса, онлайн школа за родителство, објавен е првиот серијал видеа кој може да ги погледнете на веб страницата на rosa.mk. Во денешната емисија ќе разјасниме дел од најчестите митови кои што се поврзани со негата на бебето, на новороденчето, на малото бебе. Разговараме со примариус доктор Марина Поплазарова, педијатар во Ремедика. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Марија, поздрави до вашите гледачи и до сегашните едни мајки. Докторке, вашите совети може да ги добијат родителите во рамки на Роса онлайн школата за родителство, во рамки на оние видеа кои што се веќе поставени таму. Сметате ли дека е важна едукацијата на родителите да добијат релевантни информации од стручни лица од доверба? Апсолутно. Значи, Роса како една општествено одговорна компанија практично ја направи оваа школа за родители, бидејќи и како им се потребни совети и како што рече релевантни совети, нели? Од стручни доктори, експерти, значи вклучени се гинеколози, акушери, педиатри, психолози, нутриционисти, сите оние кои што треба да им помогнат на родителите, пред се на мајките во текот на бременоста, во текот на породувањето, а и после породувањето, како да се грижат за новиот член во семејството. Значи, една прилично деликатна и комплексна ситуација, каде што многу советодавачи имат од сите страни и морам уште нешто да кажам, сето тоа е со најдобри намери. Секогаш е тоа така. Секогаш е тоа со најдобри намери, меѓутоа треба да знаеме што да правиме со тие информации и затоа говориме за стручна помош. Бидејќи ја многу често знам да кажам ова што се случува по форумите, убаво е мајките да читаат и тоа е сосема во ред, тоа е современ начин на живење и комуникација, меѓутоа може да споделат само лични искуства. Меѓутоа она што ние како стручни лица го говориме, како медицински совети, тоа се практично медицина базирана на докази, каде што од релевантни студии се дадени одредени докази, кои што потоа се преточуваат во протоколи, кои што ги препорачуваме како начин на однесување, на третман. Значи, тоа е еден стандардизиран пристап, каде што имате сепак еден индивидуализиран однос кон секое дете, кон секој пар, мајка, дете, кон секое семејство различно. И тоа треба на вистина многу да се земе во предвид и да се почитува. Токму заради тоа не може да се унифицираат многу работи и многу често разговараме и со мајките и со семејствата, бидејќи секоја бременост е различна, секое породување е различно и секое новородено дете е различно. Значи, мајката, таткото, родителите, семејството мора да се запознае со новиот член и да даде простор и време да тоа запознавање биде соодветно. Значи, уште во породилиште треба да се почне, нели, тој начин контакт со мајката и со детето, она што го ние говориме кожа на кожа или тој најблизок контакт после породувањето и како помага за контактот и за врзување меѓу мајката и детето. Стручната помош што треба да добиваат во породилиштето исто така помага на мајките, особено во однос на грижата за детето, негата на детето и доењето, како една од нова вештина која што треба да совладаат и мајката и детето. Мајката треба да научи да доја, а детето треба да научи да цица. Така да во тој контекст, таа нова вештина со тој индивидуален пристап што говориме за секој пар со сите специфики што ги има мајката
и детето. Значи може да имате мајка која што е во добра кондиција, која што се породила спонтано, која што е спремна веднаш во првите неколку часови да си го прифати дете, да го стави на града и да се грижи за него, меѓутоа имате мајки кои што со оглед на целата, да кажам, комплексност на породувањето, можни болки, траума и така натаму, крварење, сето тоа, значи мора да го земете, поготово тие што се породени по оперативен пат со царски рез, мора да земете во предвид дека таа мајка сепак не е спремна веднаш да се грижи за детето, значи морате прво неза да опоравите, да стабилизирате, да го дадете детето. Имаме ситуации кај што и бебињата не се спремни, поготово децата кои што се родени пред термин, пред полна 37 гестацијска недела, деца кои што се раѓаат со мала тежина или со тешки породувања и така натаму. Тука мора да имате еден посебен пристап, бидејќи тие деца имаат потреба од специјални или од интензивна нега, така да советите би биле поразлични и времето за адаптација апсолутно би требало да биде подолго. Така да во тој контекст, почетокот е практично во тие први контакти, адаптацијата, реков, треба да се испочитува, бидејќи новороденото дете, знаете, има период на транзиција. Значи, додека е како фетус во интраутериниот период, заштитено и пасивно функционира. Значи, има околу плодова вода, постилката го храни, преку постилката диши и е на некој начин заштитено. Со самиот акт на породување, кој што сите сме многу срекни кога ќе се случи во термин, значи тоа е меѓу 38 и 41 гестацијска недела, очекуваме едно зрело дете кое што е спремно за надворешни услови да може соодветно само да се снајде во тие околности, во тие услови надворешни. Меѓутоа, тоа е процес. Значи, тоа е стално нешто што го говориме. Бидете стрпливи, имајте трпение, бидејќи треба да си го научите вашето дете. Така. Имате деца кои што се многу захтевни, кои што се многу плачливи, кои што многу бараат да бидат во раце, апропо нешто го говоревме. Имате деца кои што просто се незахтевни. Нели? Ако мајката го нади во ред, ако не го надои пак во ред. Значи, мора да си ги запознаете карактеристиките на собственото дете. Тука има голем дел генетика, морам и тоа да кажам. И таа адаптација трае. Значи, првите 28 дена, првите 4 недели се период на транзиција на новороденото дете кон доенче. Значи, тоа е новородено 28 дена. Апропо ова што го говориме. А сите адаптациони проблеми што се случуваат, и со доењето, и со, да кажам, адаптацијата и на мајката на бебето, и бебето на мајката и на таа нова ситуација, се случува во првите 4 до 6 недели. Токму заради тоа, ова 40 дена што многу Така, не го изнесувајте бебето од домот во првите 40 дена. Така, ние тука направивме еден склоп од најчистите митови, тие генерализирани совети, народни убедувања. Ќе видиме дали понекогаш има и некаква вистина во сето тоа. Имено, и дали медицината тоа го поддржува. Па ајде да започнеме од првата дилема. Не го изнесувајте бебето од домот во првите 40 дена, тоа ќе советуваат сите повозрасни лица, совет што се пренесува од генерација на генерација. Така е. Меѓутоа, токму ова што го говорев, Марија. Значи, првите 4 до 6 недели е период на адаптација. Што значи има логика. Период на транзиција, апсолутно. Значи, ако земете дека мајката во тој период, тоа го нарекуваме леунство, првите 40 дена, првите 6 недели се опоравува од породувањето. Има многу физички, психички, емоционални промени. Знаете, тука се случуваат и промени во хормоните, промени во целата таа ситуација. Жените во тој период треба матката да дојде во една вообичаена положба, знаат да имаат болки, да имаат проблеми и така натаму, се опоравуваат реално. Се случува во тој период на леунство. А имате и дете кое што треба да се адаптира, новородено дете. Значи, тоа е еден период каде што треба мајката и детето да се посветат еден на друг. Ме разбирате? Така. Значи, да се на некој начин запознаат и да се хармонизираат потребите и можностите. И од тој аспект мајката треба да биде што е можно повеќе во контакт со своето дете, како што и детето си ја бара природно својата мајка со која што било 9 месеци заедно. Многу често, се извинам, мајките викаат, го ставам детето на града, спие, кога ќе оставам во креветче, почнува да плаче. Да, дава сигнал дека му требате. Значи, сака да почувствува енергија, сака да го стави на града. Децата имаат изузетен сенс за мирис, значи ја мирисаат мајката, точно така и млекото на мајката. Мајките долки специфично мирисаат и децата ги пронаоѓаат. Така да во тој контекст битката за опстанок немојте да забравите. Значи, децата треба за да опстанат да цицаат, да јадат.
И така човекот и биолошки опстанал како вид, користејќи ја таа храна, нели, и лек истовремено, како што е мајчиното млеко. Значи, тој период е потребен на парот мајка-дете, меѓутоа, таткото да не го заборавиме, тука апсолутно морам да ги пофалам младите родители, многу се ангажирани околу новородените деца и со голем ентузијазам и со голема љубов се посветуваат на тоа, што е апсолутно за поздравување. Целото семејство и како возбудено и емоционално интегрирано во целата оваа состојба што се случува, доаѓа нов член во семејството кој што е долго очекуван. Така да тоа е една комплексна ситуација во која што секој треба да си го најде своето место. А за тоа им треба време. Тоа е едниот аспект. Вториот аспект е дека детето се раѓа имунодефицитно после породување. Значи, новороденото дете нема голем имунолошки одбранбен потенцијал. Мајката со доењето и поготово со на прво млеко што го нарекуваме колострум, што се лачи во првите 4 до 5 дена, кое што е во помала количина, меѓутоа е полно со антитела, полно со антиинфективни фактори, некаде околу 40 антиинфективни фактори има во мајчиното млеко, практично го имунизира детето, го заштитува детето од се она што може во околината да се случи како несакана инфекција и така натаму. Значи, сето тоа е процес кој што треба да се поддржи, меѓутоа во едни малку поизолирани и поспецифични услови. И затоа велиме, немојте кога сте болни да доаѓате на посета нити во породилиште, нити кога сакате да го видите бебето, без разлика кој член од семејството е. Сега, фала Богу, и технолошки имаме можност на некој начин тоа да го надминеме, меѓутоа немојте болни да доаѓате. Ризично и за мајката, ризично и за бебето. Но советувате ли младите родители сепак да го прошетаат новородончето надвор во првите 40 дена? Значи, кога ќе се почувствуваат стабилизирано, да кажам. Знаете, кога ќе се хармонизираат тие односи. Мајката веќе и таткото знаат кои се потребите на детето, гледате едно спокојно, релаксирано дете. Тоа вообичаено се случува некаде третата, четвртата недела. Бидејќи мајчиното млеко, уопште лактацијата кај мајката, комплетно се воспоставува некаде до крајот на првиот месец. Затоа тие чести контроли што ги правиме, совети, телефонски, совети, да кажам, стручни и соодветните како им се потребни на почетокот, за да се надминат сите дилеми и сите проблеми што таа така, најголемите предизвици се всушност во тој период. Така е, за тоа говорам. Значи, кога сето тоа ќе се стабилизира, гледате едно опуштена, релаксирана мајка, со една убава млечност, дете која одлично цица, одлично напредува во тежина, веќе апсолутно може да излегуваат. Секако, не е тоа никако проблем. Но надвор во природа на чист воздух, не во молови. Така е. Значи, не таму каде што има луѓе, поготоа не таму каде што има деца, тоа е прилично ризично. Затоа што игротеките, градинките, родендените, сето тоа треба да се на некој начин стави во некоја рамка, бидејќи може да направи проблем. А детето нема имунитет. Тој не е најголем проблем кога доаѓа второ дете во семејство или трето, каде што веќе има братче или сестриче кој што оди во градинка и училиште. Така е. И многу често се случува бебето да биде рецептивно кон тие вируси и бактерии, тоа знаат да бидат прилично сериозни инфекции. Значи, од тој аспект ова сето мора да се свати условно, меѓутоа да, има свое биолошко значење, нели, медицинско, стручно од тој аспект говориме за првите 4 до 6 недели. Ајде сега да ја разјасниме следната дилема, која што вели. Бебето треба секој ден да го капете, односно да го бањате. Тоа се обично советите што порано ги даваат дури и стручните лица. Така. Што е вистина? Значи, во тој однос треба да кажеме дека детето има 10 пати потенка кожа него ние возрастните. Изузетно чувствителна и осетлива кожа, која знае да реагира и може лесно да се исуши. Има липиден заштитен слој кој што ако често го бањате детето и плюс користите несоодветни козметики, каде што нема соодветен pH за заштита, нема соодветен емолиентен и хидрирачки фактор, да кажеме, како маслените купки што сега ги препорачуваме и емолиентните лосиони и креми со кои што се мачка бебешка чувствителна кожа, може да доведе до сушење на кожата. Значи да, не мора да се бањаат децата секој ден, баш заради заштита. Колку често може преку еден ден. Ден? Апсолутно, меѓутоа. Дека велате и на една недела. Дали тоа претерано? Тоа е навистина премногу, затоа што знаете како децата и се потат, па знаат да блјуцнат, па така да тоа не е баш така едноставно да кажете бањајте го само еднаш.
А неделно, меѓутоа, она што сум должна да кажам е дека треба да знаат родителите дека особено внимание треба да обрнат на пеленската регија. Бидејќи честите столици, честите урини, честите влажни пелени знаат многу да делуваат неповолно и да иритираат бебешката нежна коша. Да го одмиваат пеленскиот дел или да користат влажни марамчиња? Значи, она што ние препорачуваме секогаш кога е тоа можно, поготово кога има столица детето, во такви околности да се одмие. Кожата никогаш не можете со влажни марамици после столица и после да ја отстраните, нели? Комплетно најдобро да се одмие. Под чешма? Да, туш, чешма или некој да полива или да помага на мајката, да се тоа убаво истапка и да се намачка со некоја бариерна крема, која што ќе ја штити и ќе ја негува. Значи да нема уринат и столицата директен контакт со кожата. Пелените се одлични за еднократна употреба, бидејќи впиваат доста добро и на тој начин ја одржуваме сува и чиста пеленската регија. Така. Во тој контекст, значи, пеленската регија ја изземаме од ова што говориме капење секојдневно. Бидејќи пеленската регија е екстремно чувствителна, да знаете. И тука е потребно одржување на редовна хигиена. Така е. А има ли вистина дека дури и во породилиштата се одложува првото капење, првото бањање на бебето? Значи, тоа се прави бидејќи она верникс кој што детето го има на себе, знаете, она сиреста маст, како ние што велим, со кој што се раѓа. Белузлава обвивка на телото. Така е. Таа ја штити. И докажано дека штити. Меѓутоа, сето тоа мора да го земете исто така со резерва, бидејќи рачунете дека таму има и крв, има и така. Значи, мекониум, може да има се и се што на таа кожа, така да сето тоа пак треба да се земе во некоја реална рамка. Треба да процените како е дете. Не може по секоја цена кај сите деца. Апсолутно, тоа сакав да кажам. И основно е дека капењето треба да се одложи некој 12 до 24 часа. Добре. Заради една исто многу важна причина, тоа е терморегулацијата кај бебињата. Значи, бебињата, бидејќи имаат мала маса, а голема површина, танка кожа, значи на неколку механизми доаѓа до разладување нивно. Од тој аспект, прво и основно им е потребна термостабилизација. Бидејќи сега, она што велевме, транзицијата, сето тоа што се случува, адаптацијата на кардиоваскуларниот, респираторниот систем и така натаму, е голема промена за детето. И секоја дестабилизација, а бањањето е дестабилизација, разладувањето е дестабилизација и стрес кај бебето, треба да се одложи. Допирањето е стрес. Знаете, кога биле во матката кај мајката, никој не ги допирал децата. Така. Така да сега секој допирање што го правиме, секоја стимулација што ние користиме, да кажеме во периодот на реанимација или после породување, за да го малку стимулираме центарот за дишење, да продишат децата, да го чуеме плачот и така натаму. Сето тоа е за нив дестабилизација. И токму во тој контекст треба да се гледа и бањањето. Да ја разјасниме и следната дилема, која што вели: папчето на бебето треба да се чисти секој ден со антисептик и алкохол. Повозрастните, старите, ќе советува дури да се стави едно прашоче на папчето, а еден антибиотик во прав. Така е. Има ли потреба од тоа? Да, значи не. Папчето е дел од папочната врпца. Она што треба да се знае дека папочната врпца има 3 големи крвни сада, кои што после породувањето, после подврзување на папочната врпца, користиме соодветни штипки и се пресекува. Практично одреден дел од папочната врпца останува, нели, кај бебето. Во тој контекст, бидејќи таму има големи 3 крвни сада кои што може да бидат влезна врата за инфекции, се препорачува прво и основно, кога се третира папчето, обавезно да се измијат рацете на тој кој што го негува, бидејќи, кажам, влезна врата е за инфекции. Значи, прво чисти раце. Втора работа, антисептик или 70% на алкохол и стерилна газа, Марија, за да може убаво да се исчисти папчето. Значи, треба да биде чисто и суво. Доколку се појави крв, што може да се случи, бидејќи некаде 14-тиот, 15-тиот ден очекуваме да се исуши тој папочен дел, значи папчето, и практично да отпадне. Меѓутоа, во тоа отпаѓање и одлепување може да се случи некои од тие крвни садови да крварат. Тогаш во такви околности препорачуваме совет со нивниот матичен педијатар или патронажната сестра која треба да го прегледа папчето, и тогаш советуваме ставање на прашок антибиотски, бидејќи, како што реков, тоа може да биде влезна врата. Или ако има некој секрет кој што сугерира на инфекција, баш заради целата таа сериозност на ситуацијата, се користат и антибиотски прашоци, али не рутински.
Значи само по потреба. Само И по потреба. доволно треба да биде, тоа е папочна рана, како што велиме, знаете, не е тоа така едноставно. Мора да бидете како родители во консултација со вашиот педијатар, за да може правилно да го третирате папчето. Секој папче е различно и во тој контекст ова го говорам. Малите папчиња и папачни вртци отпаѓаат и за 7 до 10 дена, најголем дел околу 14 ден, меѓутоа имаме папчиња кои што и некаде 3 недели им треба додека да се исушат и да отпаднат. Постои уште едно убедување кога станува збор за папчето, а тоа е дека бебето не смее да се бања додека не отпадне. Бебето се бања со проточна вода, она што го говоревме. Значи може да се користи туш, може да се користи вода која што ќе биде проточна. Од токму истата причина. Детето да не се потопува целото заедно со папчето во вода која што не е проточна. Бидејќи рачунајте се што има нечистотија е во таа вода. Така. И дел бактерии и вируси може да влезе преку папочната рана во циркулацијата ке бебето директно. Значи големи крвни садови има таму. И тоа е голема влезна врата која мора и такако да се почитува во тој период. Кога папчето ќе се среди, кога веќе нема крварење, ќе се исуши некаде кај што има гранулом и третирам исто така на соодветен начин. Значи тоа е папочна рана која треба да се среди и после кога ќе се затвори станува еден обичен кожен набор. Веќе тогаш може детето слободно да се го бањаат во кадичка и така натаму и да го покриваат, пошто треба да биде суво и чисто. Следната дилема веќе ја напоменавте и вели не е убаво премногу да се гушка бебето, ќе го размазите. Па постои ли нешто како претерано гушкање, преголема нежност? И има ли вистина дека всушност мозочето на бебето се развива подобро доколку има допир, пред се допир од родителот, од мајката? Има енергија, има размена на енергија, ве чувствува, ве мириса детето, ве слуша. Разбирате, значи тоа е се стимулација токму за тој незрел бебешки мозок. Така има и некој надополнување на сетова, вели ако бебето се држи во раце, ќе се навикне на тоа, значи немој да го земаш ако плаче. Плачењето е манипулативно. Да, не во оваа возраст, не. Станува манипулативно подоцна, кога децата капираат што се случува, меѓутоа сега во овој момент, првите поготово 3 месеци, апсолутно на децата им треба гушкање и поддршка. Бидејќи се чувствуваат многу осамени, се чувствуваат, ја бараат мајката пред се, меѓутоа секогаш кога плачат, кога се вознемирени, кога имаат грчеви во стомачето, знаете, тоа вообичаено се случува некаде втората недела да се појават и траат некаде до 2,5 до 3 месеца, секој дете со различен интензитет на проблемот. Така, но знаат неутешно да плачат. Знаат неутешно да плачат и онда секогаш велиме дајте го на некој член на семејството кој што е најспокоен и најмирен. Значи и тој што ќе го земе бебето во раце треба да е смирен. Апсолутно генерира спокој и генерира мир. Значи на тој начин детето тоа го чувствува. Така да во тој контекст секое гушкање, секоја добра енергија, секое пеење, секое љулјање на детето, нели шетање, прошетка и така натаму, чувството и те како помага на бебињата. И децата се успокојуваат, навистина е така. Погото топло на стомачето, нели бидејќи нашето тело генерира контакт топлина. кожа на кожа може во тие моменти кога или во било каков, важно е да има притисок и да има топлина на стомачето. И на тој начин детето, рачунајте дека кога го држите на вас, ви го слуша и срцето, ви го слуша и гласот. Сакам да кажам, интегрално е тоа смирување. Нели? Така да од тој контекст во пракса се покажало дека тоа и те како е потребно. Многу често им сугерираме на мајките ке деца кои што се многу захтевни и многу плачливи, да ги користат оние кенгурчиња или слинг марами, при што децата би биле на нив, а рацете би им биле слободни. Како жените во Индија што ги носат бебињата или во африканските. Имено, докажано е дека тие деца се многу поспокојни и докажано е дека тие деца многу помалку плачат, помалку се вознемирени кога ја чувствуваат мајката. После третиот месец веќе детето го поминува тој период, знаете, имате скокови во развој, така да тој скок на развој се случува тука некаде околу третиот месец, децата почнуваат да гледаат околу и да сваќаат што се случува и ги интересира повеќе околината и во тој контекст веќе децата ги ставаме да гледаат кон напред за да може да се запознаат со обкружувањето, веќе имаат подруга перцепција и сето тоа станува малку позабавно. Значи ова е заблуда, да дефинираме. Заблуда, дефинитивно, дефинитивно. Гушкајте ги децата колку што сакате и колку што можете. Навистина им прија гушкањето. Ајде уште една дилема да разрешиме, вели. Бебето сака постојано да цица, значи немам доволно млеко. Значи ова е една голема дилема кај мајките. Така е. Дали бебињата кои што сакат постојано да бидат на дојка,
тоа го прават бидејќи чувствуваат глад. Значи не е така, морам сега ова исто, нели ова што рековме, начин на размислување, да го побијам од стручен аспект. Бидејќи мајките треба да сватат дека доењето и цицањето е утеха на детето за се. Значи, во одреден период, кога доаѓа онаа фаза на преживување, што реков на почетокот од првите 4 до 6 недели, децата се борат да преживеат. И често цицаат, мајките тек им надоаѓа млеко, нели, и додека не влезат во таа, да кажам, рамнотежа на понуда и побарувачка, бидејќи градите не знаат дали дојат дете од 2500 или од 4500. Значи, мора тие гради да се синхронизираат према потребите и према празнењето на градите, на тој така функционираат хормоните, нели? И во тој контекст, цицањето е знак дека на детето му треба повеќе млеко и дека бара да цица. Меѓутоа, таму некаде околу месец, месец и пол почнуваат интензивно грчевите да бидат причина за плачење на детето. И детето во такви околности бараат спас. И спасот го бараат во цицањето. И мајките често ќе ви кажат, детето цица, па блюцка. Значи, тоа му е све вишок, меѓутоа сака да цица често и кога ќе го ставите на вага, гледате дека детето за еден месец пораснало 1,5 кг. Значи, не е тоа гладно дете, него тоа е дете кое што има одреден проблем, кој што во моментот многу чест, да, се смирува со тоа. И има точно медицинска причина зашто е тоа така. Постои еден така наречен гастроколичен рефлекс. Кога детето почнува да цица и да го полни желудникот со млеко, во ист момент почнува да се празни гастроинтестиналниот тракт и цревата на бебето и тогаш има столица. И мајките чисто викаат почнува да цица и се празни, само што ја го пресоблеков, не? Така да тоа е многу нормално, бидејќи на тој начин испушта не само столица, него и гасови. И се празнат гасовите, детето чувствува олеснение, башка топлината на мајката им прија на стомачето и сето тоа ги прави на некој начин повеќе расположени за цицање и барање на спас од грчевите преку цицање. Значи не е секогаш аларм за глад. Не е секогаш аларм, но како мајките да знаат дека бебето е сито? Да. Значи, мајките... Тоа е огромна дилема. Огромна дилема, се слагам. Меѓутоа, мајките мора да бидат стрпливи. Значи, на почетокот на што го говорев, треба да се воспостави млечноста и треба да се воспостави успешно доење. Значи, генерално им требаат некаде 3 до 4 недели тоа да го направат. Значи, им треба време. Почесто мерење, почести контроли, оној индивидуален пристап за кој што говоревме мајка, дете, да видиме каде се конкретните проблеми кај тој пар, ако ги има, нели, или треба само да ги пофалиме, да им кажеме одлично ви оди, продолжете така. Значи, тоа треба малце да е врзано со почести контроли и следење на парот мајка, дете. Некои си купуваат во домашни услови вага за мерење на бебето. Тоа не е препорачливо, Марија, морам да кажам. Затоа што не. Тоа прави преголема фиксација. Аха. И замислите под каква тензија е мајката и така сите велат детето плаче, мора да е гладно. Ме разбирате, целото семејство вика да плаче. Чим плаче, мора да е гладно. Има десетина причини за плач на детето. Една од тие може да биде и глад, меѓутоа многу други може да бидат исто причина за плачење на детето. Значи, мора реално по пат на елиминација да се дојде до вистинската причина, пошто за жал децата не знаат да зборуваат. Ја многу често се шегувам, добивате дете, а не добивате опасност за употреба. И тоа на вистина е процес. Значи, затоа во тој контекст ова сето го говорам. Така да, апсолутно една од причините може да биде, меѓутоа не единствена. И затоа многу е битно во тој период, ова што реков, почести контроли и следење и да се види како тоа оди кај кој пар, нели, индивидуално. Така. Кај треба да се интервенира, негде со измолзување на мајчино млеко. Ако мајката има доволно млеко, а детето е попасивно за известен период, или давате одредени формули ако имате потреба краток период додека не се воспостави млечноста. Така да говорам за различен начин на воспоставување, нели, на една комплетна млечност за која што мора да почекаме, да бидеме стрпливи, да дадеме време. После вториот месец веќе и мајката знае да дои и детето знае да цица. Се е полесно. Се е полесно, апсолутно. Иако и таму постојат предизвици, но треба ли да се бројат измочкани пилени? Секако, значи тоа искакани пилени. Да, мајчиното млеко е 90% вода. Значи тоа дете кое што добро цица внесува, се хидрира добро. Значи треба да има некои 5 до 6
мокри пелени и треба да има некои 2 до 4, да кажеме, столици. Со тоа што на почетокот, она што го реков, тој гастроколичен рефлекс. Детето како цица така се празни, имаат многу повеќе, 5-6 столици. После тоа, кон крајот на првиот месец веќе се сведува на 2 до 3 столици, за да вториот месец имаат една на ден или можеби една на 2 дена. Стигнеме до бројот на столици, докторке, ќе ги Како прокоментираме како дел од дилемите, адаптацијата, така е. Стигнавме до столицата, па ајде сега да разрешиме неколку дилеми, неколку митови поврзани токму со оваа тема и гласи. Столицата на бебето е зелена, тоа значи дека е гладно. Дали секогаш зелената пребоеност на пеленската содржина значи глатка бебето? Не. Веднаш ќе кажам не. Значи, децата кои што се гладни имаат оскудни, зелени, суви столици, слабо мократ, значи тоа е една вака слабо напредуваат. Значи, ние просечно велиме некаде во тек на првиот месец би требало 20 до 30 грама да напредуваат на ден. Тоа е просек. Затоа не е добро да се има вага дома. Бидејќи тоа е голема оптовареност за сите. Замислите, истицало толку, се измочкало толку. Ме сеќате зашто говорам. Значи, вагата прави дополнителна пресија. Дополнителен притисок што не е потребен. Апсолутно, не е препорачлив. Значи, гледајте си го детето, а ако имате дете кое што е спокојно, задоволно, цица, и затоа на мајките им велиме, гледајте, секогаш еден подој да ја дадете градата, една да се испразни. Бидејќи да подсетам, првото млеко има многу повеќе вода и шекер, што го заситува детето, што е логично, на гладно дете прво за да се засети мора да добие вода и шекер. Меѓутоа втората порција од истата града, тоа задно млеко. Така е, задно млеко. Второто млеко има повеќе калории, има повеќе масноти. Ако грам шекер има 4 калории, грам маст има 9 калории. Значи затоа требува дојката да се испразни до крај. Така е. Иначе ако мајката го шета од една на друга града, детето добива само вода и шекер. И практично е не е сито, многу често има гасови повеќе и така натаму, и многу помалку спие. Така да мора да се испразни градата комплетно, за да може детето да ги добие тие калории, тие масти, за да биде спокојно, мирно. И практично спонтано се откачува од градата и спие. Мајчиното млеко се вари некаде 1,5 до 2 часа, кога го напушта желудникот и кога детето практично е гладно. На почетокот децата го немаат тој рефлекс, па им велиме на мајките, дајте посматрете го детето, па ден и ноќе малце повеќе активно будете го. Поготоа ако го затоплите детето, оно се враќа у фаза на фетус, фетусот многу спие. Така да тука имаме проблем во однос на навечер треба да се буди, бидејќи исто така има едно убедување дека бебето не треба да се буди навечер, остави го нека си спие, одлично е. Одлично. Ќе го научиш ако го будиш да се буди навечер. Така е, обавезно. Така за прилика звучи советот. Апсолутно, поготово првите, па ќе кажа Марија, 3 до 4 недели. Тогаш е задолжително. Апсолутно задолжително. Не повеќе од 3 часа им велиме на мајката да го оставате бебето да спие. Бидејќи бебето е гладно, а не знае дека е гладно. Значи, оно ќе одспие 5-6 сата, меѓутоа кога ќе го мерите, ќе видите дека слабо напредува во тежина, може да пожолти жолтицата, да се актуализира заради гладувањето и така натаму. Значи, говориме за еден ритам кој што треба да се фати во тек на првите 3 до 4 недели. После тоа детето веќе сосема добар има регулатор во однос на ситост и глад. После првиот месец. Така да мајката може да се ослони на неговиот ритам и биоритам и потреби. Меѓутоа, првите 3 до 4 недели задолжително треба малку повеќе да се мониторира и поактивно да биде доењето. Имаме уште една дилема поврзана со столицата, која што гласи: бебето треба да ги празни цревата секој ден. Предпоставам дека се соочувате со загрижени родители кои што трчат кај матичиот педијатар во паника, бидејќи нивното бебе кое што цица не ги испразнило цревата неколку дена. Да. Значи, сега, тука што е вистина, што е заблуда? Медицински став. За дете кое што е само на доење и до 5 дена се чека да се испразни за да има столица, доколку нема тегоби. Значи, доколку нема тегоби? Да, апсолутно. Ако е плачливо и нервозно? Ако има проблем, онда треба да се интервенира. Добра. Треба да се стимулира. Значи, може со масажи на стомачето, може да се дадат одредени капки или сирупи, имаме кои што помагаат, делуваат спазмолитично, значи ги ослободуваат и гасовите и столицата, за да може детето да се испразни. Имаме одредени микроклизми или чипчиња, ако треба да се направи нешто повеќе поинтензивна, да кажам, некоја терапија. Така да секој пристап е различен, меѓутоа тука морам да кажам дека честотата на столиците, како детето расте, се намалува.
Значи детето може да има една столица на ден, може да има една столица на два, Затоа и се создава всушност паниката, затоа што се случува дете што имало бебе што имало и 10 столици на ден, така одеднаш со време, со тек на време али да тоа е нема ни една матурација. неколку дена. Така е. Значи тоа е сосема нормално и физиолошки, бидејќи матурација се случува, зрење на гастроинтестиналниот тракт. И токму како причина имате почести столици, бидејќи подобро се вари. Во тој контекст сакав да кажам нешто и за зелената столица, Марија. Значи, децата треба да имаат златно-жолти столици. Кога млекото брзо транзитира, може да биде столицата жолто-зелена или зелена-жолта. И тоа не значи ништо. Тоа значи дека имате побрза пасажа низ цревата и имате позелена столица. Често не се случува во ситуации кај што мајките внесуваат поголема количина на целулоза во исхраната. Бидејќи тоа делува и на стомачето. Тоа се грашок, боранија. Грашок, боранија, зелка, цвекло, печурки, зелени салати, креставица, граф, леќа. Значи што јаде мајката всушност јаде бебето? Имено, таа целулоза знае да направи ке децата, поготоа на почетокот една таква ситуација. Сега актуелно е грозија, грозијата има многу лушпи, многу целулоза таму, варени пченки и така натаму. Сега е тоа инкриминисана храна, да кажам. Значи, децата имаат повеќе гасови од таа храна и знаат да имаат почести столици, кои што знаат да бидат повеќе зелени. Така да не се тоа забранета храна, него тоа е просто храна која што може кај дел од децата да направи повеќе тегоби и проблеми, поготоа првите 2,5 до 3 месеца, кога крчевите, коликите и гасовите се поназначени кај бебињата. Ќе ги вклучиме гледачите од овој момент, иако имаме навистина уште многу дилеми за разрешување, уште малку простор во денешната емисија, а многу се дилемите и убедувањата. Еве следната која што исто така многу честа вели: бебето што цица мора да пие и вода. Тоа едноставно е нешто што не е прифатливо. Не, од стручен аспект. Да. Да. Не е прифатено. Од проста причина што 90% од мајчиното млеко е вода. Дете кое што е жедно, цица. И на тој начин си ги задоволува и своите потреби за течности. Поготово во лето. Значи науката вели нема потреба од додавање вода. Апсолутно не. Вода се дава кај доени деца тек кога ќе почне да се внесува храна. До тогаш апсолутно нема потреба. Значи некаде околу 5-6 месец. Добро, значи продолжуваме понатаму. Избивањето на запчињата ја покачува телесната температура. Многу родители ја поврзуваат покачената телесна температура кај нивното бебе со никнување на запча. Постои ли некаква корелација? Значи, прво да кажам што е нормална температура кај секој бебе. Така, да почнеме од тука. Да почнеме од тука, бидејќи родителите многу често се возбудуваат кога ќе видат некоја температура и така натаму, што да правиме и така натаму, треба да знаат, бидејќи тоа дел од советите кои што треба да ги добијат, дека нормалната температура кај секој бебе доенче е некаде од 36 со 5 степени до 37 со 4 степени. Значи, тоа е еден нормален опсек на температурата. Колку се помали знае и надворешната температура да влијае на телесната температура. Така, некогаш родителите кога ќе го преоблечат бебето, така е, и детето ви е затоплено. Ќе се исплачат дека е болно, точно, или ќе кажеме 37 температура со 6 или 37 со 8, и велиме дај раскомотете го детето, расоблечете го. Значи, тоа првиот чекор. Точно така. И за 15 на минути повторно мерите температурата и ќе се јават и ќе кажат дека температурата е веќе 37 со 1 со 2, значи веќе е детето разладено. Така да надворешната температура, ова што говорим, покривање, затоплување и така натаму, и како влијае на телесната температура на детето. Тоа е прво и основно што мора родителите да го знаат. И втора работа, што често ги инструираме, кога имате дилема за тоа дали му е на детето топло или ладно, не му ги пипајте рачињата, нозата или носето. Тоа е периферија. Периферијата е нормално да биде поладна. Секогаш треба да ја пипате внатрешната температура. Внатрешната температура најдобро се проценува кога ќе го пипнете вратчето на детето. Тоа е core temperature, тоа е внатрешната температура, или кога мерите температура, нели? Имаме се убави безконтактни топломери кои што мерат многу брзо и прилично релевантно, така да внатрешната температура се мери само се пипа со вратчето и тоа родителите треба да го совладаат како вештина, нели? Да се запознаат со тоа кога му е на детето навистина топло, а кога му е навистина ладно. А може се покачи телесната температура кога предизбие запчето? Кога ваѓаат заби. Да. Значи, забите се еден интегрален проблем за имунитетот на детето. Децата се раздразливи,
плачливи, ставаат рачиња во уста, ставаат глодалки во уста, ја гризат цуцлата, вознемирени се ноќе, не спијат. Поготово ноќе, ноќното плачење е сериозен проблем, бидејќи во текот на денот се друго може да ги дефокусира од таа болка. Али ноќе е доминантна болката што ја имаат кога избиваат зъбите. Кај некои деца повеќе, кај некои деца помалку, нели, е таа присутна болка, практично им горат велиците. Бидејќи пазите, забот треба да ја пробие коската за да може да, нели, да излезе забот. Тоа е процес и тоа трае. И во одредени околности може да се случи да има некое лесно благо, да кажеме, зголемување на температурата, кое што се негде случува околу 38 степена. Меѓутоа, пак ќе ви кажам, интегрално... Но висока температура не би требало да има, не, ретко. Меѓутоа, интегрално зборуваме за дечиња кои што имаат општо нарушен, да кажеме, сон, спокој, мир, многу се вознемирени и така натаму. Но не мора секое избивање на запчето да биде проследено со... Не мора, апсолутно. Со покачена температура. Не. Повеќе други симптоми се доминантни, ова што го говорев. Сега, имаме уште една дилема, која што гласи: бебињата кои рано ќе ги достигнат развојните пресвртници се надарени. Сега најнапред, што се тоа развојни пресвртници? Дали е тоа рано скокови во проодување? развој, milestones, како што се среќаваат во англосаксонската литература. Значи, дечињата имаат интензивен раст и развој, поготово во првите 3 години, да кажам, а најинтензивен во првите година и пол. Така да на некои 3 месеци од прилика, децата имаат скок во развој. И советите што ги даваме за детето од 0 до 3 месеци се едни, од 3 до 6 се други, од 6 до 9 се трети, а понатаму се сосема други, бидејќи и децата се менуваат, и потребите им се менуваат. Паралелно со нивниот раст и развој. Така да во тој контекст мора родителите да знаат дека сега имаат друго дете, кој што има други потреби, на друг начин се однесува. И многу често тоа го разговараме во ординација, нели, педиатриска, бидејќи они сега се затечени од една нова ситуација. Например, би го кажала, моментот што многу често се случува, тоа е така наречена криза во доењето, што се јавува некаде 2,5-3 месеца кога ќе постигне возраст детето, кога почнува се друго да го штрајкува и интересира. не сака да цица. Имено. Значи, што се случува? Почнува да се запознава со околината, со окружувањето, почнува многу повеќе да приметува работи, практично почнува животот околу да го перцепира, и кога мајката ќе го стави на града, а во исто време тука има братче или сестриче која што игра, телевизорот зборува, некој влегува и излегува, светла на сите страни, и детето тоа многу повеќе го привлекува него градата на мајката, која што веќе, да кажам, е совладана вештина, нели? И губи интерес за нејзе. И детето тачно штрајкува на града, не ќе да цица. Гледа што се случува лево-десно, нели? Тоа се му отклонува внимание, и затоа им велиме на тие мајки, тоа е баш криза во доењето, се јавува точно во тој период како дел од скок во развојот, што е сосема нормален. Значи, на тие мајки им велиме дека треба да се изолираат и во една темна, спокојна просторија да го доја детето. Значи, да изгасат светло, да нема нешто што ќе ги дефокусира и да се посветат на доењето. Кај овие деца е карактеристично дека многу подобро цицаат ноќе, бидејќи се поспани. Помалку има стимулација од надворешните услови, нели, обкружување, и детето се фокусира повеќе. Но штом ќе изгре сонцето, проблемот се враќа, излегува на виделина. Имено, тоа почна да стане голем предизвик за децата, што е сосема нормално, нели, да покажуваат интерес. Почнува да се смеат, да се гугаат, да фокусираат, интеракција веќе покажуваат, бараат играчки околу себе и така натаму. Бидејќи немаме време, ќе ја разјасниме уште последната дилема, вистина или заблуда, која што гласи: ако надвор е ладно, бебето ќе настине. Бидејќи сега се намалуваат надворешните температури, многу често постои убедување дека доколку бидат пониски надворешните температури, бебето треба да си остане дома. Има ли вистина? Значи, шетање, чист воздух, секогаш е препорачливо, да се разбереме. Тука немаме дилеми, бидејќи на вистина за нашето здравје, за здравјето на нашите деца, и како е тоа потребно и неопходно. Физичката активност надвор за децата исто така од големо значење, пошто на тој начин го градите нивниот имунитет. И во тој контекст тука немаме дилеми. Она што е важно да знаат родителите, дека треба соодветно да ги облечат децата, во зависност од возраста на детето, во зависност од нивната физичка активност,
и практично да одржуваат стабилна нивната телесна температура, да не бидат ни преоблечени, да бидат ни многу облечени, да на некој начин, како што самите се облекуваат, така ги облекуваат и своите деца. Во скандинавските земји Така е. ги шетат малите бебиња и кога И на се многу минусни пониски температурите, да. дури ги Соодветно оставаат заштитени. надвор бебињата, а тие пијат на затворено и на топло кафе. Така, за адаптација. Значи, комплетно поинаков пристап имаат. Така е. Меѓутоа, ние, Марија, сме срекни што живееме во медитеранскиот регион, каде што Така. имаме добри температури и многу сонце, и ние не би го тоа правеле, нели така храбро, како што скандинавците, бидејќи тие деца ќе живеат, нели, во такви временски услови. Меѓутоа, некаде до 8 степени се смета дека апсолутно е во ред детето да се изнесува надвор, секако добро заштитено и облечено, и затоа родителите треба да ги охрабруваме секој ден да ги шетаат децата. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Секогаш има уште многу дилеми Секако. кои што може да бидат разјаснети, но тука е просторот да ни гостувате повторно, а и она што ги интересира родителите може да го видат и во видеата на Роса, онлайн школата за родителство. Така е. Со задоволство и секогаш со многу, да кажам, ентузијазам и со многу енергија во однос на помошта на младите родители, пошто постојано има нови и млади родители и нови предизвиците деца се на кои што- исти. Така, на кои што им треба помош и совет. Ви благодарам уште на за гостувањето, ким се Благодарам, заблагодарам и Марија. на гледачите што не следеа и денеска со внимание. Ким посекам пријатен ден.